Понекогаш животот не става пред избори што не можат да ги направат другите наместо нас. Ако токму денес ја слушате оваа порака, можеби универзумот сака да ве потсети дека дојде време повеќе да го слушате своето срце отколку тугите очекувања. Во последниот период често се обидувавте да одржите мир, да не повредите никого, да најдете решение што ќе ги направи сите среќни. Но додека ги стававте потребите на другите на прво место, полека почнавте да ги занемарувате сопствените желби. Универзумот сака да знаете дека не можете секогаш да ги задоволите сите. И тоа не е ваша задача. Вашата задача е да останете верни на себе, дури и кога тоа значи дека некој нема да се согласи со вашите избори. Во периодот што доаѓа ќе се појави ситуација во која ќе треба да донесете важна одлука. Можно е долго да размислувате, но кога конечно ќе си дозволите да го слушнете внатрешниот глас, ќе сватите дека одговорот одамна бил во вас. И постои нешто што веќе не ви носи мир, а сепак продолжувате да го држите во својот живот. Може би е навика, може би е однос, може би е страв од промена. Универзумот ве потсетува дека понекогаш мора да ослободиме простор за да може да влезе нешто подобро. Во наредните недели ќе почнете да чувствувате поголема леснотија. Работите што порано ви изгледале како голем товар, полека ќе ја изгубат својата тежина. Ќе сватите дека не мора секогаш вие да ги решавате сите проблеми и дека не секоја битка заслужува да ја водите. Можно е и да запознаете личност што ќе ве инспирира да гледате на животот од поинаков агол. Не брзајте со заклучоци. Некои луѓе влегуваат во нашиот живот не за да останат за секогаш, туку за да не потсетат на нешто важно што сме го заборавиле. Има и уште една ваша желба што долго време ја одложувате затоа што чекате совршени услови. Универзумот сака да знаете дека тие можеби никогаш нема целосно да се појават. Но тоа не значи дека не треба да започнете. Понекогаш токму првиот чекор ги создава условите што сме ги чекале. Во последниот период ќе забележите дека се повеќе ве привлекуваат луѓе што ве прифаќаат такви какви што сте. Тоа не е случајност. Колку повеќе сте искрени со себе, толку повеќе во вашиот живот ќе остануваат вистинските луѓе. И уште една порака. Не се плашете да кажете што чувствувате. Вашиот глас е важен. Вашите мисли се важни. Вашите желби се важни. Светот нема да стане подобро место ако постојано молчите за да им биде удобно на другите. Запомнете, равнотежата не значи секогаш сите да бидат задоволни. Понекогаш вистинскиот баланс започнува тогаш кога конечно ќе одлучите да не се изгубите себе си, обидувајќи се да ги усреќите сите околу вас. Верувајте му на своето срце. Тоа веќе го знае патот. Ако ќе направите избор што е во согласност со вас, универзумот ќе почне да отвара врати што досега изгледале целосно затворени. Ви благодарам. Доколку ви се допадна видеото, притиснете лайк, претплатете се на каналот и секое добро до наредно слушање.